Почитувани, добар ден, добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Проблемот со Бугарија никако не стивнува, секој ден сме сведоци на нови епизоди во таа драма. Последна е околу изјавата на португалската министерка околу македонскиот и бугарскиот јазик, имено дека македонскиот јазик некогаш бил дел од бугарскиот. Португалската амбасадорка во земјава вели дека Португалија никако не завзема страна во процесот, дека тие остануваат неутрални и дека тоа го покажал нивниот предлог. Тој предлог од нашата влада беше оценет како добар и избалансиран, но изјавата на португалската министерка, доколку е таква, велат, не е добра и не е избалансирана и завзема страна. Се уште таа приказна не стивнува околу тоа што точно кажала португалската министерка, дали навистина тоа го кажала, но тоа покажува колку се фрагилни тие односи, колку такви изјави можат веднаш да предизвикаат бура. Ова е дел од нашата вечерашна емисија, проблемот на Северна Македонија со Бугарија и секако закочениот македонски пат кон Европската Унија. Наши вечерашни гости се Јовица Страшевски, адвокат, но и поранешен учесник во политичкиот живот, поранешен член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, како и Тони Науновски, универзитетски професор. Мислам за јавноста е познато добар познавач на политичките случувања. Добар ден на двајцата. Како што кажав, почнуваме со ова поврзано со Бугарија. Видовме што се случи околу таа изјава на португалска министерка. Кажете ми, господине Страшевски, како сега сите овие односи со Бугарија, како преговорите со Бугарија, како повторното вето, подигањето на бугарската рампа, сега ќе се одрази врз понатамошниот тек на македонската политика, како врз владата, така и врз опозицијата? Ова е едно генерално прашање за да навлеземе во дебатата. Моје лично мислење е дека не е толку голем проблемот за да се реши со Република Бугарија, од проста причина што ова е билатерално прашање кое треба да се рече меѓусебно меѓу државите, а не со ставање рампа за влез на Македонија во Европската Унија. Бугарите го ја користат ситуацијата заради тоа што најдуваат слабост од наша страна. По мене слабост од наша страна е ако ти самиот трнеш да преговараш за нешто за кое не си сигурен. Тоа е односно во моментов владата на Република Македонија, значи првично со потпишување на Преспанскиот договор. Второ, сега со преговориве со Бугарија, немаат јасен став по нештата, немаме национална стратегија. Дефинитивно, значи од времето на Бранко Црвенковски, времето Лјупчо Георгиевски, па Бучковски, тоа беше Никола Груевски доста долго како премиер во Република Македонија, нити еден од овие не седна, нити политичките партии седна да направат една национална стратегија каде што нема отстапување од некои работи. Ова е испуштено во 31 година, значи од постоењето на нашата држава, се до тоа го користат Бугарија, Грција, утре може да се појави Србија, па за некој друго прашање може да се појави и Албанија, и секогаш ние ќе имаме некоја пречка да влеземе во Европската Унија. Тоа е затоа што ние немаме цврст став она што е. Не можеш да преговараш за нешто за кое си цврсто сигурен дека е твое. Испадна дека владата на Република Македонија, односно преговарачкиот тим што е составен, премиерот и министерот за надворешни, сегашниот поранешниот, дека немаат цврст став она што е наше што треба да го бранат. Преговараме за нешто што не знаеме за што преговараат. Први не е јавно пред јавноста. Можам да го ставам примерот. Сега Заев кога беше во Бугарија кажа дека не се преговарало за идентитетот, а во Македонија цело време ни се кажува дека е јазикот и идентитетот. Значи ние не знаеме за што преговараме. Нема тврста црвена линија ни од власта ни од опозицијата. Опозицијата не направи ништо во цел овој период, од пред Преспанскиот договор до сега со договорот со Бугарија, за да нешто промени и ги заштити националните интереси. Јавно се декларираме, но тоа сето е во наводници. Не може со протести од 50, 100, 200 или 500 луѓе опозиција да сруши власт и да бара промени на политика. Тоа е незначителна бројка каде што не му оставаш сериозност на нити еден неутрален граѓанин во државата дека може да застане за тебе дека
покажува сериозност дека си за некоја друга политика од она што е спроведува владата во моментот. Да, добро да не навлизаме во сите точки, ќе ги анализираме. Науновски, во однос на Бугарија, како сега тоа ќе се одрази? Еве конкретно вас премиерот Заев и неговата политика, повторно блокада, повторно нема исполнување на една од двете клучни заложби НАТО и ЕУ. Значи, ама не е можно да се исполни една од клучните стратешки цели, едната е веќе исполнета, нели, влез во НАТО. Да. Влезот во ЕУ практично не може да го исполни никој во оваа ситуација. Не СДСМ, не ВМРО да помене, туку било која партија, дефинитивно кога ќе се соочи со отворените, бескрупулозни, ирационални барања на бугарските власти, држава, институции, кон нас, кон македонскиот народ, кон македонската историја, македонскиот јазик, односно македонскиот идентитет, не постои начин на кој што може да се направи било каков, еве да речем, разумен компромис. И доколку во случајот со Грција, за наша среќа, за македонска среќа, е дозволено некаква двојна интерпретација на некои одредби од договорот, од Преспанскиот договор, а сега веќе и уставот. Во случајот Бугарија бара стриктно и еднозначно толкување, интерпретација на клучни идентитетски обележја на македонскиот народ, на македонската историја, и ми се чини дека е тука главниот проблем за разлика од Грција, односно од Преспанскиот договор. Затоа што ако вие немате ниту малку сензибилност за вистината на другата страна, односно за можноста, не дозволувате никаква можност за некаква двојна интерпретација на сопствената историја или двојно гледање на нештата, ако сакате, нешто што или индиректно, имплицитно беше споменувано во разговорите во последно време со бугарските власти, тогаш останува да прибегнете кон веројатно единствените можни решенија во оваа ситуација за нас како држава и особено како народ, бидејќи барањата на Бугарија се однесуваат на македонската историја, не на српската, не на турската, не на ромската и така натаму. А тоа е следното, значи консензус помеѓу клучните политички, општествени и економски субјекти не е можен, особено во ситуација кога ВМРО-ДПМН е тотално несериозна партија и нема некој релевантно политичко значење, дури ни на домашен терен, а камоли во меѓународни односи. И второ, тие процеси на, условно кажано, помирување помеѓу левицата и десницата за доаѓање до некаков државен, национален, македонски консензус, ми се чини дека ќе бидат спречени од неколку силни центри на моќ, бидејќи еднаш имаше таков случај, ми се чини дека тоа беше за некои локални избори во Кичево, кога има еден заеднички кандидат во ВМРО-ДПМН и СДСМ, така, но што ми беше идејата? Идејата е дека сега веројатно Македонија мора да ги реактивира оние клаузули, никогаш искористени во позитивна смисла на зборот со стратешкиот договор со Соединетите американски држави, кој што не беше доделен, веројатно како некој вид на условна, како да кажам, како утешна награда, нели, во 2008 година. И ми се чини единственото рационално решение кон кое што треба да се сврти веројатно власта наша, а тоа е да почека да продолжи процесот на преиспитување на принципот на одлучување со консензус во Европската унија. Има веќе се погласни најави од германската дипломатија и од неколку други центри во Европската унија дека принципот на консензус во однос на проширувањето е практично повеќе неодржлив. Така да во оваа ситуација треба да се почека, ние како општество и држава, со членството конечно во НАТО не имаме некаква државна национална воена безбедност. Сега треба како општество да се согласиме дека мора да почекаме Европската унија да свати дека едноставно Бугарија претерува во своите хегемонистички, апсолутистички барања кон Македонија, кој што ми се чини дека не може никој да ги исполни. Инаку овие обиди на така наречената опозиција, нели, да каже дека еве СДС не исполни така натаму, па тие како ќе исполнат? Тие ги прифатат барањата на Бугарија. Бидејќи само на тој начин може тие да го останат ветото. Во однос на опозицијата, ВМРО-ДПМН вели дека тие не биле воопшто информирани за она што се случува во преговорите. Тие бараат цело време во собранието да бидат информирани. На крај се случи она експозе на министр за надворешни работи Бујар Османи во собранието после долго барање од страна на опозицијата. Вие, господине Страшевски, го спомнавте тоа постигнување на национален консензус.
Но има уште едно прашање. Кога Бугарското собрание донесе декларација која е таа во однос на бугарската позиција која сега се користи од соседна Бугарија како црвена линија, која е полна со тие апсурдни барања во однос на македонскиот идентитет, искривени гледања на работите и така натаму, дискриминирачка во однос на културата, на идентитетот на својот сосед, имаше барање дека и Македонското собрание треба да донесе таква резолуција како одговор. Но контратежа на тоа се вели дека во тој случај се подигаат два ѕида и веќе нема каде да се оди, тоа е тоа. Сакам да ве прашам, што мислите, која стратегија беше подобра? Таа да се одговори, да се оди со таква еден тврд одговор на бугарските барања, или овој начин што го прави владата на некој начин се обидува да биде good guy во спорот пред меѓународната заедница? Моје мислење е дека ви кажав дека на нас за 30 години ние требаше ова како црвена линија национална стратегија. Мислам можеби сме единствена држава што нема национална стратегија и во Европа и во светот, каде што немаме јасно поставени граници и каде што немаме и македонска нација. Во Америка, например, таму без разлика дали си кинез, јапонец, германец, македонец, сите се американци. Прво се американци, па после си го имаат она нивното од кај потекнуваат. Добро, тоа државите имаат различни системи, да. Тука во Македонија тоа го немаме. Немаме, значи, прво, држава без нација, држава која од самото формирање менува знаме, менува некое друго име и сите тие работи, каде што, повторно ќе кажам, немавме национален консензус, немавме дефинирана национална стратегија, да ги имавме сите тие работи тогаш. И уште кога на почетокот беше спорот еви со Грција, да кажем, ако Македонија го направеше ова што викате го направи Бугарија во собрание, ако владата дадеше предлог, собранието го усвоеше и го ставија на референдум дека ние немаме никакви претензии кон ниеден од соседните држави, вклучувајќи и Грција, че имавме многу подобра преговарачка позиција и со Грција и сега со Бугарија. Меѓутоа, ние сме многу назад во тој поглед. Значи, мислите дека и со Бугарија требаше да се донесе, да се одговори на Мислам дека од бугарската претходно тоа декларација? требаше да го направиме, да не испадне сега дека одиме контратежа на тоа што го направиле бугарите. Бугарите тоа го направија за да се заштитат тие, не за да ни наштетат нас. Делот на барањата на Бугарија кон Македонија се наистина премногу ирационални за да воопшто и се разговара за нив. Например, ниното барање за немешање во внатрешните држави од Македонија, односно барањето за немешање во внатрешните работи, па тоа ние веќе го имаме во уставот. Значи во уставот има точка која што кажува дека Република Македонија не се меша. Тој е едниот член беше променет уште 90 и не знам некоја година. 92. Да, беше променет по барање главно на Грција. Грција, Видете го и да не се исто така многу чудното и многу неразбирливото барање за откажување од било какво македонско малцинство во Бугарија. Не се откажавме македонското малцинство во Грција со договорот што го потпишавме? Не, добро, сега за Бугарија зборуваме. Меѓутоа видете, и тоа го кажуваат деновиве кога по 101 пат Македонија доби пресуда, односно некој, тужби во Страсбург со експлицитно барање дека се прекршени правата на македонското малцинство во Бугарија. Значи, Страсбург, институции на Европската унија го признаваат македонското малцинство, бидејќи тоа е реалност, додека Бугарија бара Македонија како држава да не го признае македонското малцинство. Тоа е апсурд. Тие се соочуваат со Европската унија. Практично, мислам дека ако Македонија издржи во оваа борба, ќе ја натера Европската унија директно да се соочи, така да кажам, со апсурдноста на моделот на мислење на бугарските власти. А што се однесува до тоа на кој начин би можело, најефективно да се надминат овие проблеми со кои што сега се соочуваме со Бугарија? Значи, прво, оние смешни и детски протести, блокади на раскрсници со по 10 на 20 луѓе, малтретирање на обичните граѓани, да по 2-3 часа стоевме, заради тоа што некој се прави партиски пропаганди за задржување на својата партиска фотелја. Резултираа на крај, бидејќи видоа дека немаат поддршка од јавноста, претпоставам дека тоа беше главната причина, се сведоа на барање за информирање во собранието, односно дури во некоја комисија, на министерот за надворешни работи. Да. Тоа се случи. Меѓутоа, јас да сум власта, односно СДС, јас не би ги третирал сериозно овие од ВМРО ДПМН. Затоа што нивна единствена цел не се да го помогнат процесот на соочување со Бугарија како во смисла на факти, во смисла на историска наука и така натаму, или да ја поддржат
позицијата на непопустливост конечно, бидејќи ако беше СДС толку попустлив, сега практично ќе беше решен проблемот. Ќе подпишеа се што бараше Бугарија и ќе имавме датум. Меѓутоа тоа не се случи. Сега, бидејќи нивната клучна цел е дефинитивно партиски рейтинг, односно нели алчноста за власт се гледа во секоја нивна постапка. Јас да сум СДС би ги третирал воопшто, мислам, не би ги третирал воопшто сериозно. Добро, Второ, мислам... тоа нивно барање само што во однос на она прашање за заедничка декларација нели во парламентот. Да. Во нашето слично на она што веќе Бугарија ја донесе одамна. Значи тоа е многу исто така погрешно барање. Многу често го слушаме како аргумент. Требаше нашето собрание да видете, јас со ВМРО-ДПМН не би правил ништо сериозно, затоа што кај нив има една дволичност, едно лицемерие, дури и кога станува збор за државните и национални интереси, така и во овој случај, бидејќи ја знаеме следбата и говорењето на бугарски јазик на Мицкоски со Бојко Борисов. Ја знаете таа следба, нели, кога прозборе бугарски. Потоа ги знаеме гушкањата на некој од ВМРО-ДПМН со овој Ковачев и со многу други. Потоа тие не нудат никакво решение. Која е алтернативата сега на ВМРО-ДПМН? Значи не станува збор за тука имате земји или остави. Значи сега како тие ќе го решат проблемот со Бугарија? Ќе подпишат се што бара Бугарија. Тоа е единствениот начин во овој момент. Тоа за среќа СДС не го направи и се надеваме дека нема да го направи. Но сакам да кажам дека тие на секој начин се обидуваат само да го зголемат својот очаен партиски рейтинг, ништо друго. Добро, во однос на барањето на опозицијата, господин Науновски, само што ова кратко, мислам дека е логично тоа што го бараат да бидат информирани за тоа што се случува со преговорите. И малите деца ги знаат барањата на Бугарија. Знаете, Тие се јавно објавени што одамна. ВМРО-ДПМН, каде што јас членувам, имаше можност да побараат наш представник да учествува во сите комисиските расправи, во владата, овие луѓе што преговараат, значи комисиите што се меѓу Република Бугарија и Република Македонија, може да побараат наш член да учествува во сите тие разговори. ВМРО-ДПМН тоа го нема направено. Страмните протести што Мицкоски ги прави, мене ми наликуваат дека е само еден вид на поддршка на Зоран Заев пред да замине за Брисел, за да може да каже, еве јас имам во Македонија некакви проблеми, опозицијава ми блокира улици. Протести, страмно е за ВМРО-ДПМН да се направи со десетици, стотици луѓе. ВМРО-ДПМН е сериозна, најбројна политичка партија која може да извади народ на улица во секој момент, ако тоа реално го сака. Меѓутоа проблемот е што ова раководство на ВМРО-ДПМН тоа не го сака и не го прави. Односно можам за Мицкоски да потврдам дека тој соработува наместо да оди контра власта за да дојдеме на власт, тој соработува со власта и по ниедно од овие клучни прашања во државата. Ако тргнеме од референдумот, двојазичноста, преспанскиот договор, сега договорот со промените во уставот, ВМРО-ДПМН на чело со Христијан Мицкоски не покаже никаква државност. Нити пак застана за било што е национално. Секогаш кога требаше да се гласа во собрание, ВМРО-ДПМН го немаше. Без разлика што претходно пратениците на ВМРО дискутира и се спротивставуваа на тоа, меѓутоа чинот кога треба да се одлучи, треба да бидеш тука. Ако си одговорен према државата, према нацијата, барем еден да гласаше од ВМРО-ДПМН да покажевме према народот дека да, ние сме против на овие политики. Со ништо тоа ВМРО-ДПМН не го направи и сега не можеме да сватиме сериозно дека и сега на овој начин што бараат ние не знаеме ништо. Може би да не знаат. Може би се да сама да не ги информира и владата. Меѓутоа ВМРО-ДПМН, како што кажав, со ништо не покаже интерес да побара јавно и да инсистира на тоа да вклучи луѓе наши да бидат таму во преговорите. Сепак сме ние најголема опозициона партија. И без наш консензус не можат да направат ништо. Ова последново е апсолутно точно, значи има и премногу релевантни докази и факти дека ВМРО-ДПМН беше директен, а понекогаш и индиректен поддржувач на сите политики кои што СДСМ ги спроведе практично од 2016-17 година до денес. И тоа е несомнен факт е тоа. Но ова сакам да го кажам во контекст на нели анализата на колегата. Значи, ВМРО-ДПМН, ова што вие го велите дека е најсериозна, најголема и така натаму, тоа може само да важи за минато свршено време. Тоа веќе не е. Не е минато свршено време. Со раководство не. Раководството да. Веќе. Значи не можете раководството да го испоставите со партијата цела. Не, па така е. Тоа се 10 луѓе на кои никој не им верува во партијата. Освен тие сами на себе ако се веруваат, не знам. Тогаш е во ред. Меѓутоа, јас мислам дека веќе станува очигледно дека нема поддршка дури ни кај сопствените и оние порано лојални, така да кажам, членови на ВМРО-ДПМН на ова раководство. И тоа може да се забележи поредица на факти, поредица настани. Например,
еве блокадите и така натаму, таму немаше повеќе од 10, 20, 30 луѓе, вклучително и претениците кои што доаѓаат тука бидејќи земаат плати огромни од собрание. И веројатно за да колку толку се покажат во јавноста, односно пред членовите, доаѓаа. Меѓутоа веќе нема сила во таа партија. Нема сила, знаете зошто? Затоа што веќе ми се чини Силата има, нема кој да ги поведе луѓе. Добро, и најнаивните оние што се ВМРО-ци по идеологија веќе сватија дека ова раководство нема ни В од ВМРО во своето тоа се делување. сложило, меѓутоа И во своите политички одлуки. Во таа смисла сега веќе луѓето не го препознаваат Мицкоски, Гога и тие другите таму околу него, бизнис партнери, братучеди, роднини, тетки, стрини и така натаму. Значи тоа раководството 100-200 луѓе, не се десетина, повеќе се, барем тие што се на платни списоци. Да, добро. 100-200 луѓе, само сакам да кажам, значи луѓето веќе не го препознаваат ВМРО во ова раководство. И тој тренд веќе се интензивира и мислам дека ќе резултира со огромен пораз на локалните избори. Добро, до ова дојдовме до локалните, добро што дојдовме, некако ни отиде дебатата повеќе кон ВМРО ДПМН, да, имавме точка, имавме прашања за ВМРО ДПМН, ајде малку да се вратиме повторно кај владата. Страшевски, ова кај што завршивме со локалните избори, сега премиерот Заев трча на локалните избори, со сите слабости, со сите афери, со сите проблеми кои секојдневно гледаме дека се множат, се натрупуваат, една натрупува друга. Од друга страна, како што кажав пред малку, една од клучните две работи не е исполнета. НАТО и ЕУ нема. Сега почива вина во ред, ние го дебатираме сега, ова тука почива вина е дали сме сгрешили ние во стратегијата или бугарските барања едноставно се такви, многу е цврста таа линија, дали позади Бугарија стои друга земја, сето тоа се отворени прашања, но фактот е тоа дека тешко ќе добиеме датум за преговори на есен и самиот премиер кажа. Кажете ми, со што ќе настапи сега премиерот Заев на локалните избори? И дали, еве, ја коментираме цело време ВМРО ДПМН, дали е тоа добра шанса на ВМРО ДПМН да го казни СДСМ? Ние, како ВМРО ДПМН, имавме идеална шанса да го казниме Заев и владата на СДСМ со сите глупости, со сите слабости, со се што направи катастрофално за Република Македонија, имавме шанса да ги казниме на парламентарните избори. Да немавме кампања, никаква, било кој да беше, осем Мицкоски, ВМРО ДПМН ќе победеше. Јас кажав во една емисија кај што гостував и претходно во други мои настапи дека ВМРО ДПМН ова раководство не само што не сме да победи, туку и не сака да победи. И не може. Моje лично мислење е дека работат за власта, одработуваат нешто, што е само за нив познато. Добро, власта со што ќе настапи сега на локалните? Видите, со каква порода? Интересна е една работа што еве би спомнал, значи поранешниот министер за надворешни работи Димитров беше човекот што го потпиша Преспанскиот договор без никакви права. Значи во меѓународно право се знае кој може да потпише таков договор за државата, тој е претставителот на државата. Тој го потпиша тој договор без стран, без ништо. Сето тоа го излезе во македонската јавност, го судуваа предавник и сите тие работи. И гледате сега наеднаш го снемат тие води. Сега се појавува наеднаш како контратежа на бугарскиот договор, како голем патриот, дека тој е фактички една пречка непремослива, така и се зборови во бугарските медиуми. Меѓутоа целото тоа е фарса, не знам зашто и сето тоа го толерира Зоран Заев. Меѓутоа мислам дека тоа е една политичка игра каде што Димитров, мислам, со ваквите потези сега сака од предавник да стане патриот, за да утре може да биде еден од идните претседателски кандидати на државата. Да, Јас за вас истото прашање, со што ќе настапи Заев, со кои адути, со каква порода? Да одговорам на тоа, значи вака. Со ова што го кажав во тој контекст, значи мислам дека СДСМ сега врти преку Димитров и некои други работи да превртат во народот да се представат како патриоти, дека тие го спасуваат идентитетот, јазикот и не знам што да е друго. Уствари цела македонска јавност не знаеме зашто преговараат, беш и самиот Заев кажа, бе во Софија не разговаравме за идентитетот, а цело време наназад ни се зборат година дена дека преговараат за идентитетот и за јазикот. Значи ако не бил во Софија да разговара за идентитетот, зашто разговараат? Нејасно. Јас сум мощно убеден во тоа дека СДСМ после децениско барање
на идеално типски модел за успех на избори, односно за победа на избори, било кои избори, успеа да го пронае тој модел. Дури до толку го усовршија тој модел, изборен модел, модел на настап на избори и победа, изборни победи, што ми се чини дека дури и да дојде и друго ново раководство на ВМРО и да се обедини десницата и така натаму, дека многу тешко ќе го победи СДСМ. Затоа што има неколку работи кои што само СДСМ ги направи и се уште држи монопол на нив. Например, целосното едно општество за сите, например, идејата, која што дефинитивно се реализираше конечно и во редица нивни политики. Тоа значи дека поголемиот број од национални малцинства во Република Македонија дефинитивно гласаат и уште повеќе гласаат само за СДСМ. Второ, мислам дека коалицијата со ДУИ им е многу силна. Гледаме дека новото лого на ВМРО Па да, тоа е ефтина копија. Значи ова сега што Македонија за сите. Така нареченото ребрендирање е само ефтин Насловот е сличен, бојата е далеко од слична. Да, но пораката е слична. Не, сакам да кажам, ребрендирањето да. тоа е смешна копија на СДСМ. Толку смешна што Од навистина е Демократичка несериозна. партија да користиш Несериозно е. такви бои. Видите, дури е дегутантно Сериозно е, прашање. сега да не ме разберете погрешно, мене дури и ми е и не сакам да губам време да зборам за ДПМН, за ова Да, раководство, не. затоа што ми е толку ми се несериозни, толку се Затоа и сакам- оддалечени од идеологијата на ВМРО, толку има докажани погрешни политички постапки и конечно губат неколку циклуси избори од 2017 до денеска сите избори ги Затоа и изгубија. сакав повеќе да ја коментирам. Ова сакам да го кажам за СДСМ, да, значи второ, ова го кажав. Значи тие успеа да ги интегрираат во една идеолошка матрица, речи се сите, еве да речам сите национални малцинства во Македонија и тие да го гледаат СДСМ како реализација на нивните национални цели. Второ, коалицијата со ДУИ ми се чини толку силна што не верувам дека било кој што би можел да понуди некој друг на ДУИ за ДУИ да се тргне од СДСМ, затоа што бројките и процентите, например, и многу закони кои што се донесува во собранието одат во полза на ДУИ, да не кажам на албанците. Значи ДУИ има голем интерес да остане СДСМ на власт и обратно веројатно. Има и силната меѓународна поддршка која што ја имаше СДСМ и се уште ја има и мислам дека ќе има уште долго време. Сето тоа и уште неколку фактори, сето тоа ме доведува на тоа да мислам, нели како некој вид на заклучок, дека СДСМ особено со Мицкоски таму и тие неговите ќе остане уште долго време на власт. Тоа не би. А тоа и се покажа конечно од 2017 победија, нели, на локални победија, на парламентарни победија, на председателски. Значи мислите дека и покрај сите, како што кажав, проблеми, афери, Да, тешкоти СДС за победи на заедника, локалните и тоа убедливо. Јас дури нели повеќе нели како на шега, но сериозен сум, јас мислам дека прашање е дали еден или двајца, максимум 3 градоначалници ќе освои ваквото ова ДПМН на Мицкоски. Добро, правиме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото, останете со нас.